Повеќе од 60% од македонските граѓани се со зголемена телесна тежина. Дебелината е болест со дијагноза. Меѓутоа, лекарите кај нас се уште ги третираат последиците, а не причината. Диабет тип 2, слип апнеа, инфаркт и астма се само дел од повеќе од 200 коморбидитети поврзани со висок body mass индекс. Овие загрижувачки податоци беа кажани на денешниот светски ден на обезноста, која треба да стане општествен, а не индивидуален предизвик. Нема магична терапија доколку не се работи и на превенција. Директорот на Фондот за здравствено осигурување како една од мерките предлага воведување на данок на засладени сокови. Мојот нов предлог е воведување на ССБ данок или данок на засладени пијалоци. Односно новија пијалоци да се плаќа дополнителен данок спрема количината на шеќер во пијалокот. Зошто? Затоа што засладените пијалоци и џанк храната се еден од големите проблеми во контрола на тежината. Менаџирањето на дебелината не е краткорочна и бара долгорочна соработка. Имаме податоци, односно нашите пациенти ни кажуваат, сум почнал неколку пати, сум пробал, сум ослабел, па повторно ги враќам. Значи, тој релапс, односно тој јојо ефект е чест и затоа е многу важна поддршката. Ендокринолозите велат дека има лекови за дебелина кои се регистрирани, но не се на позитивната листа. Меѓутоа, не секој треба да почне со апчиња. Ефект ќе има само кога ќе се сменат и навиките. Една од промените што ја препорачувам на сите е секој утро да се мерите, пошто признавање на проблемот е прв чекор на решавање на проблемот. Алармантни се и бројките од студијата на Европската иницијатива за следење на дебелината кај децата. Повеќе од 30% од децата во земјата се со зголемена телесна тежина, а само 25% секојдневно јадат овошје. Сања Димитровска, Сител телевизија.